Добра вечер, драги пријатели од Маврово и Ростуша. Добре дојдовте на вечерашниот собир на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Вечерва сме овде, обединети во различностите, горди на заедништвото што го чуваме со децении. Од Маврово до Ростуша, од сите села и мала, сите ние сме дел од една иста приказна. Дел од домот што заедно го градиме. Вечерва ја праќаме пораката. Маврово, Ростуше не смее да застане. Не смее да запре. Не смее да го ставиме на оние кои го гледаат како плен. Се бориме за нашиот дом. Се бориме за Маврово и за Ростуше. Македонија е мала земја и речиси сите меѓусебно се знаеме. Ги делиме истите улички, истите соседства, истите утра и истите надежи. И кога некому му требала моја помош, секојаш сум давал се од себе да помогнам. Не само како доктор, хирург, туку и како сосед или пријател. И токму во овие гестови се гледа големата слика, дека сите сме поврзани. Дека секоја борба што ја водам не е само моја, туку е на сите нас. Како што ние водиме борбата за подобра држава, така и секој од вас секојдневно води борба за која никој друг не знае. Борба да обезбедите оброк за најблиските. Борбата за честна заработка како резултат на макотрпниот труд кој го вложувате. Твојата борба да го освоиш светскиот пазар без да ја напуштиш државата во која си роден. Или оние мали секојдневни борби кои самите ги водиме за да живееме во нормална средина. Затоа секоја лична борба е и наша заедничка. Јас стврсто верувам и ќе продолжам да се борам да изградиме наш заеднички дом во кој вреди да се живее. Дом во кој што сакаме да останеме и во кој што секој е важен. Да се бориме за тој дом, затоа што тоа никој не може да ни го одземе. Се бориме за нашиот дом. Социјалдемократски сојуз на Македонија. Драги пријатели, ние го градиме нашиот дом со луѓе со искуства, визија и посветеност кон својата општина. Тоа се нашите кандидати за советници. Да ги поздравиме идните советници од листата на СДСМ и коалицијата. Ги поканувам да ни се придружат на сцената. Емилија Аврамовска, Александра Матеска, Анес Салиу, Гадафи Абази, Елмина Ибраими, Азра Зунуни, Хемил Исметовиќ, Драгче Давидовски, Един Исмаили, Емсел Шабани. Почитувани, носителката на листата е жена. Жена која знае како се води тим, како се гради доверба и како се работи за сите граѓани. Да ја поздравиме, ве молам, со громогласен аплауз Теута Мирто. Почитуван председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, доктор Венко Филипче, почитувани сограѓани, почитувани пријатели. Една од најтешките работи во политиката е да застанеш пред својот народ за да му ги пренесеш своите идеи, намери, планови и визии. Но уште поголем предизвик е тоа да го направиш по втор пат. Во изминатиот период во мене преовладуваше мислата дека после овој мандат ќе продолжам по стариот пат и ќе се вратам на моите редовни работни обврски како лекар. Бев силно убедена дека мојата мисија треба да заврши, без оглед колку да била успешна и без оглед на тоа колку заедно со тимот со кој работев сме успеале да направиме нешто подобро и нешто повеќе за сите вас. Но јас сум човек кој секогаш сака предизвици. Во душата сум борец кој не попушта и кој не се предава.
Ја добив пораката од моите сопартици, од моите пријатели и сограѓани. Тие беа мојот мотив и причината да продолжам понатаму. Го направив овој чекор затоа што јас, како и сите оние кои веруваат во мене, знаат дека имам уште многу работи кои можам да ги дадам за нашата општина, но и затоа што борецот во мене не дозволува да се повлечи во момент кога тоа мое повлекување би одело во прилог на некој кој не заслужува да добие шанса да владее. Тоа едноставно би било огромен чекор назад за сите нас и бришење на сите наши постигнувања за кои се боревме изминатите 4 години. Тоа не е мој стил, тоа не е стил на моите сопартици, тоа не е стил на АНЕС и затоа нема да дозволиме оваа општина да биде заглавена во минатото. Со овој говор сакам да допрам до сите оние кои се уште не се определиле за кого ќе го дадат својот глас. Пораката која ќе ја испратам нека добре и до гласачите на спротивните табори, а се надевам дека дополнително ќе ги мотивира и оние кои се цврсто убедени дека оваа опција е единствената демократска опција и најдоброто кое треба да и се случи на нашата општина. Затоа, овој пат, јас нема да зборувам за проекти, посебно не за она што треба да се направи, а ќе се направи многу. Нема да зборувам ни за проектите кои сме ги направиле во изминатиот период. Впрочем, тоа било и е наша обврска која прифативме кога влеговме во политиката. Тие проекти нека зборуваат самите за себе. Тоа е видливо и за тоа нема потреба од рекламирање. Почитувани, да се избере лидер и да се додели власт не е обична игра. Тоа не смее да се свати како обичен спортски надпревар помеѓу два тима, затоа што во спортот е битно да се учествува, но во политиката е битно кој победува и кому ќе му ја доверите вашата иднина. Иднината на вашите деца, на вашите роднини, кои заминале во потрага за подобар живот во странство, на вашите родители, на вашите другари од детството, на вашите пријатели. Сигурна сум дека доколку се работи за вашиот вистински дом, тогаш добро ќе размислите кому ќе му го доверите клучот од истиот и довербата ќе му ја дадете на најдоверливиот, оној кој е почитуван во своето село, во местото на живење, оној кај кого превладуваат високите морални вредности, оној кој низ личен пример покажал како се работи честно, како се работи за заедницата, како се волонтира и како се чува своето, оној кој нема да го растури, разграби, распродаде и разурне. Давањето на доверба на луѓе за кои немаме гаранција во кој правец ќе се движат, како ќе се однесуваат, кои политики и за чии интереси ќе ги спроведуваат истите, но и како ќе се контролираат кога ќе ја добијат истата, и исто како да се поигрува со оган. А оганот знае да биде добар слуга, но и многу лош господар. И затоа на овие избори сите ние имаме една и единствена шанса да избереме со нас да владее или добар слуга, или лош господар. Почитувани мои сограѓани, довербата не треба да се даде бланко, наслепо, за инает или без никаква гаранција. Таа не треба да представува ефтин поклон кој треба да го добие оној кој најсладко зборува или пак оној кој имал поддршка од некој моćник, некоја бизнис елита, власт на централно или било кое ниво. Таа треба да се заслужи и поштено да се одработи. На крајот ќе ви се обратам како вашиот лекар и обичен човек во кој секогаш можете да имате доверба, кај кого се најшли ќе најдете на разбирање и помош без оглед на вашата верска, политичка или било каква припадност. Јас сум човек како сите вас, мајка на 2 деца, сопруга и жена која ги има истите проблеми како секој од вас. Секојдневно се сретнуваме, зборуваме за нашите успеси, маки и болки. Ги споделуваме заедно истите соништа. Мечтаеме за поубава и европска општина, за домови полни со деца и за нашите најмили блиску до нас, а не некаде далеку од нас, во некоја европска земја. Јас знам дека нашата разделеност
ќе заврши тогаш кога ќе заврши и нашата поделеност. И затоа ви ветувам дека како и досега, така и одсега, со уште поголема мотивација и посветеност ќе работам против сите поделби кои реалната причина за нашите тажни разделби, кои од нас прават слаб и неорганизиран народ без своje јас. И заедно со Анес и нашиот тим ќе работам сето тоа да се смени, а вие да бидете на прво место, да ја направиме нашата општина, нашиот заеднички среќен дом. На 19. октомври излезете масовно и гласајте за број 5, за советничката листа, предложена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и за нашиот кандидат за градоначалник, другар Анес Ахмети. Фала. Ти благодарам Теута. А со нас вечерва е човекот со енергија, визија и срце за Маврово Ростуша. Човек кој е спремен не само да го продолжи досегашниот пат на развој, туку и да го надгради. Тој го познава секое мало, секој човек, секој проблем, но уште повеќе, тој ги има решенијата за вашите проблеми. Ве молам со аплауз да го поздравиме идниот градоначалник, Анес Ахмети. Превладуваат емоциите, сепак. Добра вечер, победничко Маврово Ростуше. Добра вечер, победнички Социјалдемократски сојуз и коалицијата. Почитуван председател на Социјалдемократскиот сојуз, доктор Венко Филипче, почитувани членови на извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз, почитуван актуелен градоначалник Медат Куртовски, почитувани поранешни градоначалници, поранешни пратеници, директори, почитувана дијаспоро, почитувани жители на општина Маврово и Ростуше. Драги сограѓани, ми представува огромна чест и задоволство да ви се обратам во својство на кандидат за градоначалник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз и да ја представам мојата програма за градоначалник на општина Маврово и Ростуше. Да се биде кандидат на Социјалдемократскиот сојуз за општина Маврово и Ростуше на исклучително важна општина и привилегија, но тоа воедно значи да се прифати сите одговорности, да се соочи со сите предизвици, да се работи честно и маткотрпно секој ден. Почитувани присутни, јас сум еден од вас, човек кој живее и работи во општина Маврово и Ростуше, човек кој ја дели и тагата, и болката, и среќата, и маките со сите вас. Нашата општина е место кое ми изградило како човек и место кое сакам со гордост да го изградиме за идните генерации како достоинствен и просперитетен дом. Историјата и вредностите ни ги оставиле постарите, но исто така и аманетот за сега и денес да ја управуваме нашата општина, да ја издигнеме на секој можен план. Во изминатите 8 години, Социјалдемократскиот сојуз како носител на локалната самоуправа заеднички вложи многу труд и работа во реализација на проекти за подобрување на животот на сите граѓани на општината. Со одговорен и домачински однос покажаме како се раководи општина и како средствата се инвестираат за развој и добросостојба на нашите граѓани. Темелите на нашата општина започнаа со Социјалдемократскиот сојуз. Ја водиме со внимание и транспарентност. Направиме една општина со која се гордеат сите наши граѓани. Направиме една општина со која се гордеат сите наши граѓани. Реализираме со проекти што остануваат да говорат за нас. Се потрудиме подеднакно да ложуваме во сите населени места.
Главен приоритет е рационалното користење на буџетските средства, транспарентност и активно вклучување на граѓаните во процесот на одлучување. Визијата не е само збор. Тоа е светло што покажува пат. Без неја се движиме наслепо. Мојата визија за Маврово Ростуше е модерна, уредна и функционална општина. Но визијата не завршува само со улиците и инфраструктурата. Потребна е визија за целото општество, за образование, здравство, култура и перспектива за младите. Заедно со граѓаните ја подготвиме нашата програма со која ќе продолжиме со реализација на нови проекти кои се во интерес на сите жители. Клучни приоритети ги издвоиме. Уредување на канализациона мрежа во село Маврово, проширување на локалниот пат во село Жировница, реконструкција на локална улица во населба Бела Вода во Маврово Јанови, реконструкција и проширување на локален пат за село Присојница, проширување на локален пат од село Ростуше до село Велебардо, до уредување на паркинг простор во Требиште, изградба на потпорни ѕидови на повеќе населени места. Со подобрување на инфраструктурата ја зголемуваме безбедноста во сообраќајот и ја подобруваме достапноста и пристапноста до сите населени места. Уредување на канализациона мрежа во Маврово, изградба на нов резервоар во село Скудриње, изградба на одводна канализациона мрежа и довршување на водоводната мрежа во село Аџиевци, санација на водоводна мрежа во село Присојница, нова водоводна линија во село Леуново, изградба на нова каптажа и поставување на електронски хлоринатори во село Требиште. Со ова обезбедуваме чиста и безбедна вода за пиење за сите домаќинства, а исто така ќе се намалат и загубите на вода. Во образованието, младите и спортот ќе вложуваме во младите како двигател на иднината. Ќе го поддржиме локалниот младински совет за да бидеме општина каде што младите ќе можат да работат и да создаваат проекти и нови бизниси и капацитетите од лесната индустрија и незагадувачката индустрија. Ќе ги подобриме условите во настава за сите училишта. Ја зголемуваме еднократната финансиска помош за првачињата на 10.000 денари, а за студентите на 30.000 денари. Ќе уредиме нов спортско-рекреативен центар кај спортската сала Македонија во близина на село Ростуче, кој ќе опфати спортски терени, забавен парк и уредување на просторот. За животната средина нудиме системски решенија. Редовно собирање на отпадот, оградување на просторот околу континерите со цврст материјал и воведување на зелени технологии и едукација на населението. Ќе инвестираме во унапредување на капацитетите на комуналното предпријатие во справувањето со цврстиот и градежниот отпад. Ќе организираме системски акции за чистење со помош на јавното предпријатие за комунални дејности, општествено одговорните компании и вклучување на волонтери по широката заедница. Почитувани, јас верувам дека вистинската промена започнува од секој поединец, од секој наш чекор, од секоја добра намера, што ја претвораме во дела. Нашата општина заслужува вистинска грижа за секој жител. Ветувам дека ќе бидам тука за сите и дека ќе отворам вратата за диалог, за соработка, за транспарентност. Не ветувам чуда, но ветувам дека ќе бидам градоначалник кој слуша, кој работи. Ветувам дека ќе бидам градоначалник кој работи, кој стои за секое дадено ветување. Нашата општина има потенцијал во луѓето, во природата, во нови идеи. Време е да веруваме во себе, време е да покажеме дека можеме подобро. На овие избори не гласаме само за човек, гласаме за нова енергија. Нов почеток, гласаме за иднина на нашите деца. Заедно да изградиме општина со која ќе се гордееме. Затоа ве повикувам да се обединиме околу нашата заедничка цел за подобра општина Маврово и Ростуше и на 19 октомври да излеземе масовно и да го заокружиме бројот 5. Да живее Маврово Ростуше, да живее Социјалдемократскиот сојуз, да живее Македонија! Ти благодарам, Анес. Драги пријатели, драги присутни, се бориме за нашиот дом, за нашата татковина, но се бориме и за Македонија. Со нас вечерва е човекот кој го носи факелот, кој ја предводи оваа борба. Председателот на СДСМ, доктор Венко Филипче.
Добро вечер, другарки и другари. Навистина е пријатно чувството да се биде во оваа сала, преполна со луѓе во чисто очи се гледа голема желба за политичка борба и за победа на 19 октомври. Затоа што вие најдобро знаете што во изминатите 8 години СДСМ направи со општината Маврово Ростуши. Почитувани присутни, почитуван актуелен градоначалник, другар Медат Курдовски, почитувани представници на партиското раководство, поранешни функционери, градоначалници, одличен знак за консолидација на партијата, кога сите седат на едно место, обединети за доброто на СДСМ и на општина Маврово Ростуши. Во изминатите Во изминатите 8 години, вие многу подобро од мене, знаете што нашиот другар Медат направи. Водоводи, канализации, асфалтирани улици и патишта, нови детски игралишта, целосно опремен здравствен дом, нова медицинска опрема, а сега тој пат на развој дополнителен на овој наш туристички и природен бисер, општината Маврово Ростуше, може да продолжи единствено со нашиот другар Анес Ахмети. Со Анес и овие луѓе, наши другарки и другари, со кои што сме вечерва заедно на бината, честни луѓе, професионалци, луѓе кои што имаат и желба, и енергија, и визија, и конкретен план како да продолжи развојот на Маврово Ростуша. Почитувани присутни, година и пол време наназад, и во огромен број на општини 4 години наназад владее ВМРО ДПМН. Секој ден сме сведоци на тоа како се разобличуваат нивните лаги, со кои дојдоа на власт минатата година и како категорија по категорија на граѓани сваќаат, разбираат дека биле излажани и прелажани, очекуваа многу, а не добија ништо. За жал оваа влада, овој неспособен тим на премиерот Христијан Мицкоски, државата ја води во амбис, во целосен државен и економски блок. Сериозни проблеми во сферата на економијата. Година и пол дена наназад предупредуваме, укажуваме дека водат лоши економски политики, дека ќе завршиме во амбис, меѓутоа тие нашите сугестии, тие нашите предлози, тие нашите укажувања едноставно не ги приметуваат. До крајот на годината, во буџетот на држава, ќе недостасуваат 1,4 милиарди евра. 1,4 милиарди евра ќе недостасуваат да се исплатат плати, да се исплатат пензии, ќе недостасуваат пари да се даде социјална помош, да се даде помош на компаниите. Тие пари може само да се добијат од нови задолжувања. А што направија до сега? 1,8 милиарди евра. Никогаш не се случило толкова големо задолжување за само година и пол да земе било која влада во историјата на оваа земја. 1 милиарда евра од Унгарија, дополнителни 800 милиони евра задолжување. Што видоа граѓаните од тоа? Ништо. Нула проекти, нула интервенции во платите, нула интервенции во пензиите. И да одиме категорија по категорија, затоа што секогаш сакам и инсистирам нашите критики да бидат сериозно аргументирани, за граѓаните да знаат дека ние сме тие кои што водиме сметка, кои што мислиме на нив и во случај кога има ваква лоша економска политика, се бориме со конкретни предлози, за жал оваа влада не прифаќа ништо. Нема раст на просечната и на минималната плата. Премиерот Христијан Мицкоски смета дека во земја може добро да се живее со 400 евра. Дадовме предлог да се зголеми минималната плата на 500 евра, тие тоа не го прифатија. Регионот оди напред. Албанија зголеми минималната плата на 520 евра. Христијан мисли дека 400 е доволно, неговиот Пулен, Трајко Славевски, вели дека и тоа е многу. Следна категорија на граѓани кои сватија дека се излажани се пензионерите. Добија зголемување од само 1000 денари.
да оваа влада го продолжеше нашиот систем на зголемување на пензиите. Сега сите пензионери, над 95% од вкупниот број на пензионери, ќе добијат зголемување на пензиите од 2000 денари. Предупредувавме дека нарушување на системот, на методологијата на пресметка на пензиите не е добро, дека ќе го загрози стабилноста на пензискиот фонд. Но оваа влада тврдоглаво, така како што ги тера сите политики, нашите сугестии не ги прифати. И што направи? Направи 2 пати зголемување линеарно на пензиите и сега, кога сите пензионери требаше да добијат по 2000 денари, тие добија само 1000. Дополнително и уште позагрижувачко е тоа што сериозна е загрозена стабилноста на пензискиот фонд. Не само што пензионерите не се сигурни дали ќе има зголемување на пензиите во иднина, не се сигурни дали ќе има сигурна исплата на пензии, имајќи предвид дека дупката во пензискиот фонд е зголемена на 50%. Пола од парите за исплата на пензии во пензискиот фонд ги нема, ги дава државата. Инфлацијата галопира. Имаме една од највисоките инфлации во регионот. 4%. Нема никаква реализација на капиталните инвестиции. Никогаш не се случило, дури и во најголемите економски, европски и светски финансиски кризи 2008-2009, да нема реализација на капиталните инвестиции. Ако продолжи со ова темпо, нема да има повеќе од 50%, а тоа е моторот на развојот на економијата. Никогаш не се случило во било која од владите на СДСМ изминатиот период да има таква ниска реализација на капиталните инвестиции. Исчезнаа странските инвестиции. 2024 година, благодарение на нашите политики, ја оставивме државата со милиарда евра странски инвестиции. Оваа година, во првите 2 квартали, тие не надминуваат ни 300 милиони евра. Се постава прашањето, каде исчезнаа и зошто исчезнаа странските инвеститори? Зошто ја изгубија довербата во власта која што ја води државава? Очигледно е дека знаат дека државава ја водат луѓе кои што не се заинтересирани во држава да има напредок, да има развој, да има реформи, да има придружување кон Европа. Денеска стигна известувањето од Венецијанската комисија. Јасно укажуваат дека се потребни реформи во правосудниот систем. Како никогаш досега, пред неколку месеци се обидов да ја променам политичката култура и бев на состанок кај премиерот. И едно од работите за кои што разговарав беше заеднички да работиме на реформската агенда, да ги донесеме сите реформски закони во правосудството, за да се придвижи тој сегмент напред, да се приближиме кон Европа, така како што сите очекуваат од нас, така како што нашите граѓани сакаат тука да видат независно, професионално судство. И покрај тоа што формиравме наш експертски тим, нашите забелешки за реформските закони никој не ги зема предвид. Одговор од Министерството за правда до сега немаме. Ниту еден од 12 закони кои што се дел од реформската агенда не само што не се донесени во собранието, тие до ден денес не се ни поднесени. Ете, тоа е желбата на оваа влада да работи на европскиот пат, тоа е желбата на оваа влада да има реформски закони, донесени реформи на најбитните сегменти во држава. И затоа, почитувани присутни, многумина прашуваат зошто за секој изборен циклус викате дека е важен, дека е историски и така нато. Одговорот, затоа што овој изборен циклус ќе биде сериозен знак за оваа власт. Ќе исплатиме силна порака дека се некадарни, дека се незаинтересирани, дека немаат капацитет, ниту вистинска желба да направат нешто за држава и за граѓаните. И затоа мораме масовно да излеземе на гласање во недела. Секој еден од нас, нашите семејства, нашите пријатели, да го заокружиме бројот 5, тука у Маврова Ростуше, за нашиот другар Анес, за овој победнички тим, за да Маврова Ростуше го продолжи растот, го продолжи развојот, за да на државно ниво испратиме порака дека не може една мала група на луѓе да држи во заложништво
оваа држава, дека не може да се поигруваат со судбината на сите граѓани, дека ова е прогресивна држава, прогресивен народ, кој сака реформи, кој сака можности, кој сака напред во Европа. Затоа, број 5 на 19 октомври, за победа на СДСМ и коалицијата за добро развиено Маврово Ростуше и за Европска Македонија. Да живее Мавро Ростуше, да живее СДСМ, да живее Македонија!